Кој имате прирачникот, фокусирај се на себе за себе. Целта за овој прирачник беше да ја подигнеме свеста кај машката популација за препознавање на симптомите кај разни заболувања, за голема грижа за своето здравје. Последните години имаме повеќе иницијативи за спроведување на вакви активности за заштита на женското здравје, но за мажите вакви иницијативи имаме многу малку. Затоа ние како здружение, кои што сме посветени повеќе, посебен акцент за машкото здравје, го изготвивме овој прирачник, во кој што прирачник целите ни беа мажите да можат да ги препознаат симптомите на оние заболувања кои што можат да го загрозат нивното здравје, да знаат каде да го пријават нештото, каде. Целта на прирачникот беше да знаат каде да се обратат, на што да обрнат внимание и како да го зачуваат своето здравје. Затоа што кога станува збор за нарушување на здравјето кај мажите, тоа не е само машки проблем. Тоа е проблем на целото семејство, затоа што страда целото семејство. Ние во овој прирачник посветивме внимание не само за превентивните прегледи, затоа што тие се многу битни. Колку порано се превенира некое заболување, толку успешно лекување имаме и нема да не кошта со изгубен живот. Покрај превенцијата за одредени заболувања, ние посветивме внимание на високиот крвен притисок, на диабетес мелитус, на карцином на простата, карцином на тестис, болестите на зависност, наркоманијата, алкохолизмот, пушењето, карциномот за рак на дебело црево. Насоки дадовме за здрав живот и физичките активности. Мажите можат да го прочитаат овој прирачник, не одзема многу време, меѓутоа мислам дека ќе му биде битен за како да се насочат за да го зачуваат своето здравје. Не случајно ние денес го одбравме овој ден за да го промовираме прирачникот. Јуни е месец за заштита на машкото здравје. За разлика од новембар, каде што се зборува исклучиво за ракот на тестис и ракот на простата и ментално здравје, месецот јуни е посветен на машкото здравје за како тие да си постават цели за да го зачувуваат своето здравје, да го напредуваат за нарушување на стигмите, за да можат да имаме здрава популација, затоа што нас мажите ни се потребни во животот. Податоците покажуваат јако се на подобрување на животниот стандард и на мажите и на жените, женската популација живее 5 години подолго од машката популација. Причина заради тоа што мажите не водат сметка за своето здравје. Она стереотипна средина во која што живеат мажите, каде што ние ги учиме дека не треба да ги искажуваат своите емоции, не треба да ги искажуваат своите чувства, да бидат силни, може тоа е причина и да ги кријат оние симптоми кога има нарушување нешто во нивното здравје. Покрај тоа, мажите не обрнуваат внимание ни на физичките активности. Брзото темпо на живот, стресното време допринесува за да заборавиме на своето здравје. Затоа ние сега денес сакаме да наставиме како подсетник и овој прирачник да биде подсетник за мажите, да одделат време за за физички активности, за здрав начин на живот, за своето семејство. И ние жените сме тука да ги подсетуваме мажите да водат сметка за своето здравје. Гледа како без возглед што велиме дека живееме во општество каде што нема предрасуди, нема стереотипи, сепак ние сме длабоко свесни, еве јас како социолог, како некој што ги толку општествените феномени, дека и како поготово кога станува збор за машкото здравје, предрасудите и стереотипите и како се вкоренети. Тие традиционални вредности кои што се дел од нашето општество се уште постојат. Јас го нарекувам терминот homo balkanicus, во контекст на тоа дека кога се сретнат мажи или пријатели или добронамерници,
никогаш не го ставаат на пиедестал здравието. Напротив, разговараат за катадневни други работи со кои што се соочиле, многу малку за здравието. Значи, А треба да овој прирачник, значи, и подразбира, јас велам добро е што ја виде светлината на денот, да погледнеме на вистината во лице, дека нема машки и женски болести. Да се надминат тие предрасуди дека мажите се на некој начин предопредени за дека не треба да имаат емоции, дека страф не треба да имаат, напротив, ќе почувствуваат нешто, дека треба да се грижат за своето здравје, затоа што здравјето е бенефит. Здравјето е едно и единствено и треба сите да ја имаме таа, да ја негуваме, што би се рекло, таа здравствена култура. И токму големината и значењето на овој прирачник, јас како професор го гледам токму во потикнување на здравствената култура кај мажите, на негување, на освестување, дека, а може би надворешно, се да изгледаме добро, но како велат, како еден леден брег е човековото тело. Оно што е видливо е оно што плови, но непознатото, тоа е оно што не можеме да го видиме. И затоа треба посебно да посветиме внимание на таа здравствена култура, на менталното и физичко здравје, бидејќи, како вели Габор Мате, телото памти. Сето на што ни се случува во текот на животот, сето тој стрес, телото го памти и потоа ни се на некој начин ја плаќаме сметката. Затоа го поздравувам излегувањето на овој прирачник и сметам дека ова може да биде како иницијална каписла за други вакви и прирачници и поотворено се говори за машкото здравје. Благодарение на организаторот на Сдруженијето за унапредување на здравјето Филип Лукаровски. Значи денеска сме тука во Прилеп за да презентираме прирачникот Фокусирај се на себе за себе. Во глобално ниво би кажал, но исто и како кај нас, се повеќе се истакнува прашањето во однос на машкото здравје, кој што треба да ги поттикнеме што почесто да ги посетуваат докторите. Секој современ маж мора да посетува уролог и да прави редовни превентивни прегледи, заради тоа што може да се диагностицират на време болестите, да се излекуваат и така натаму.